Почитувани гледачи, стасавме и до делот кој што ни е резервиран за гостин. Денеска со мене во студиото е директорот на јавното предпријатие Македонски шуми подружница Демир Капија, директорот Јован Јованов. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и на вас. Голем поздрав до телевизијата и голем поздрав до гледачите на К1 телевизија. Така. Јавното предпријатие Македонски шуми Демир Капија објави јавен повик за купување на огревно дрво. Да ми кажете нешто повеќе за јавниот повик и сите оние граѓани нели кои што можат да се снабдат со огревно дрво. Кои категории го опфаќа овој јавен повик на граѓани? Да, јавното предпријатие Македонски шуми уште минатата година, на крајот од декември 2015 објави јавен повик каде што на транспарентен начин граѓаните на Република Македонија може да дојдат и да си набават огревно дрво за престојната сезона 2016-2017 година. Овој јавен повик офича голем број на категории на граѓани, каде што првично секој едно физичко лице кој што сака да дојде да си набави огревно дрво, може да дојде во секоја една подружница на Македонски шуми на територијата на Македонија, исто тоа и за Демир Капија, каде што си поднесе апликација и тоа истото така може да се исклучи договор на 5 рати за набавка на огревно дрво. Тоа е за физичките лица. Исто така на големо размислување на владата на Република Македонија, каде што и ние сме како државно јавно предпријатие. Значи целта е јавното предпријатие да допреме до самите граѓани на Република Македонија, каде што може сите да ги офатиме сите категории. Таа политика едноставно се спроведува преку ЈП Македонски шуми, каде што офаќаме следните категории, така да сите пензионери, тука исто така спаѓаат и оние карактеристични инвалидски пензионери, значи можат како физички лица да дојдат во секоја една подружница со таа апликација што треба да се аплицира и имаат можност да си набават огревно дрво на 8 рати. Што е многу битно, каде што знаеме нели пензионерите секогаш они како повозрастни луѓе, тие секогаш сакаат навремено да си набават огревно дрво и сега имат и таа можност да дојдат кај нас, да се аплицираат и на 8 рати. Друга интересна категорија што Македонски шуми обрна големо внимание, тоа се сите оние социјални случаеви што си имаат социјална помош, самохрани мајки, нега, оние граѓани што си имаат нега и така натака. Исто така тука се вклучени и бранителите и децата на бранители, може да дојдат исто така во подружниците на Македонски шуми, кај што може да склучат договор на 8 рати. Да набават. Исто Занев има една посебна мерка, доколку ги платат дрвата во целост наеднаш, тука може да добијат и 10% попуст. И за нив имаме исклучителна мерка предвидена така што испораката на дрво ја носиме без пари. Така. Значи превозот е без пари. Да, навистина големи поволности имате. Дали овие поволности беа и во изминатите години или за прв пат ги имате оваа година? Или и до сега беше вака? Минатата година исто така за ранливите категории како социјалните случаеви имавме таква категорија доколку значи превозот не беше бесплатен и она мерка додека се платат во готово имавме пак 10% попуст. Само што оваа година овие мерки ги проширивме се со цел за граѓаните да можат да дојдат навремено и на транспарентен начин да си набават огревно дрво. Што е многу битно, значи сакам да потцитирам навремено. Значи тоа се прави овој период. Роковите за јавни повик би сакал да ги напомнам, така да сите овие категории што ги спомнав во излагањето, значи рокот е до 15 март 2016 година, додека за здруженија, синдикати, така натака, како еден вид правни лица, имаме рок до 15 февруари овој месец, кај што може да дојдат да аплицираат за исто така за огревно дрво, затоа што Македонски шуми сака да продолжи таа соработка со обично како фирми си имаат своји синдикати
каде што може преку самите синдикални организации да си набават огромно дрво. И имаме уште една исто така и за фирмите, правни лица кои што имат собствени потреби, исто така може да дојдат до 31 март, за неф е рокот, каде што може да дојдат да си поднесат апликација и да си набават огромно дрво за собствени потреби. Така, јавното предпријатие Македонски шуми секогаш работи нели во интерес на граѓаните и нуди голем број поволности. Точно. Така, дали количините за огревно дрво се ограничени? Да, ограничени се, затоа што секоја подружница и на ниво на Македонија, ЕП Македонски шуми, изработува секоја година, ние тие ги викаме годишни производно-финансови планови, каде што се планира секоја година колку ќе се произведи. Значи, подружница Демир Капија за ова година има производно-финансов план околу 15.000 кубика огревно дрво, кое што е на располагање е ставено на продажба за граѓаните. Додека на ниво на Македонија, мислам дека тој план изнесува околу 750.000 кубика, што представува една солидна количина за скоро сите граѓани да може да си набават огромно дрво за престојната сезона. А што очекувате? Каков ќе биде интересот? Интересот може да кажам дека веќе е многу голем. Значи граѓаните почнаа да доаѓаат во подружницата, си исклучуваат договори, си поднесуваат апликации и така да Очекувате сигурно нели да има исто голем број на очекувам на до апликанти? крајот на рокот, значи да сигурно едно 90% од производство веќе да не биде продадено. Дали во текот на годината објавувате често вакви јавни повици кои што се во интерес на граѓаните? Па имало подружната Демир Капија има една своја практика уназад годините, таа секогаш како јавен повик или преку огласни средства, нели телевизија или на начин на флаери и така натаму, секогаш се трудиме да придиме до граѓаните навремено, да ги потсетиме едноставно дека треба навремено да дојдат и да си почнат да си набават огромно дрво за престојната сезона. Така. Се зголемува ли интересот кај граѓаните од година во година за купување на огревно дрво? Па тенденцијата за интерес на огромно дрво расте. Значи од година на година се повеќе и повеќе расте и побројачката е се поголема. Бидејќи што огревот моментално се уште представува најевтин начин Да, за разлика нели од струјата грејење, е поевтин начин нели за грејење и како да се помине зимата. Значи граѓаните претпоставувам дека и за оваа зима беше исто така голем интересот. Како беше на почетокот од оваа зима? Како беше повикот од страна на граѓаните? Водите ли некоја евиденција колку до сега количини на дрва продадовте? Значи од кога е објавен повикот, па до сега тоа веќе колку месеци нешто, значи веќе на пола производство не е продадено. Тоа значи дека интересот на граѓаните е стварно многу голем. Исто така имаме доаѓаат и граѓани што сакаат да си докупат дрва. Значи ЕП Македонски шуми Демир Капија, подружници Демир Капија, веќе почнавме со производството, или она зимо критичен период кога не се оди во планина, помина. Значи ние имаме залиха на огревно дрво, која скоро секој ден доаѓаат граѓани што сакаат да си докупат огревно дрво. Така да интересот е доста голем. Кое огревно дрво повеќе го купуваат? Дали тоа може би е дабот или пак буката? Па генерално нашиот регион Демир Капија Неготино, значи зборам малку како нашата подружница кај што генерално го покрива тој дел, таа територија, тие две општини, најмногу се троши ДАБ. А исто така барана е буката само во помал процент. Така. Со оглед на тоа дека не знаеме каква ќе биде оваа зима, веќе спомнавте дека нели некои доаѓаат од граѓаните да си добават и количина нели за ова зимо. Дали можеби имате и доволно количина за оние кои што сакаат да си докупат дрва? Значи, како што напоменав, ние почнавме со производството, така да можеме јавно да повикам сите оние граѓани што сакаат да си докупат дрва, може да дојдат кај нас во подружница и да си набават огромно дрво што им е потребно за
довршување на оваа грејна Така, сезона, а исто така може да се аплицираат и за наредната грејна сезона. Значи, огревно дрво има. Така. Ке има ли исто така и во иднина вакви јавни повици од страна на јавното предпријатие Македонски шуми? Па согласно политиките на владата, исто и ние како јавно предпријатие, значи и генералниот директор тоа го најави. Се размислува да има почесто вакви јавни повици и така да како јавно предпријатие се повеќе се доближиме до крајниот цел на нашиот потрошувач, а тоа се граѓаните на Република Македонија, каде што на транспарентен начин ќе можат да си набават огревно дрво и во иднина верувам дека ќе има доста вакви јавни повици, а и сигурно ќе има и доста поволности за самите граѓани за да си набават огревно дрво. Така, ви благодарам јас многу на денешното гостување и уште еднаш да ги потсетиме граѓаните доколку сакаат нели да си купат огревно дрво, ќе можете едноставно да отидат да ја посетат подружницата Демир Капија, јавното предпријатие Македонски шуми, таму нели да аплицираат за престојната сезона 2016-2017. А сега, почитувани гледачи, во продолжение ќе погледнеме блок рекламен.